И последната тема интересна и верувам ќе го задржи вашето внимание. Ни доаѓаат топли денови, ако го доаѓаат топли денови, голем дел од граѓаните размислуваат и како да го организираат своето слободно време. И изминативе години, доколку поидете на било која водна површина во државата, ќе забележите голем број на граѓани со даски, она стоечко веслање на даска станува апсолутно атрактивно и во Македонија. Колку од нив го практикуваат, кои се правилата на однесување и во овој сегмент. Разговараме со нашиот последен соговорник во Македонија наутро, го имаме Дамјан Петровски од Pedal Club. Добро утро, Дамјан, и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Во право сум што кажав дека апсолутно стана феномен последнава година веслањето на даска? Би рекол, да, последните неколку години веќе гледаме доста голем раст на луѓе, да речем можеби и рекреативно што се занимаваат со ова, чисто за да го пробат можеби па подоцна да го пробат како спорт. Но во секој случај, да, ние сме веќе 10-та година како работиме како клуб. Од тоа кога почнавме, кога немаше никој буквално на вода, освен со рибари, сега буквално секој одење на различни 20 езера што ги весламе барем кај нас, често среќаваме некој на вода со даскиве. Кои се омилените дестинации на љубителите на овој спорт? И да вклучително и вас, каде најмногу сакате да веслате? Искрено, нашите активности се на мирна вода. Така да, базирано е повеќето каде што се идеални условите за да се практикува овој спорт. Иако самиот спорт се практикува и во река, и по океани, и по бранови. Конкретно нашите активности се секогаш на мирна вода. За наша среќа повеќето езера кај нас се вештачки, па имаме, да речем, може очекувани временски услови за пристап во вода, бидејќи секако бркаме да биде, да речем, можеби да не биде над 10 км на саат ветерот, за да нема бранови, да не дигне, да не отурне од обалата, бидејќи се движиме по самата обала заради сигурностни причини. Освен сигурностни јажења, не секој шелици зависи од условите што ги очекуваме, но во секој случај се гледа многу голем пораст на спортот во држава. И меѓу другото, кога се гледа порастот на спортот, исто така мора да нотираме дека има голем број на наши граѓани кои што во моментов размислуваат да набават даска, бидејќи споменав доаѓаат по топлите денови, но мора да споменеме дека тука има правила на игра. Кој се може да се занимава со овој спорт? Забележуваме и дечиња на даските. Дали е доволно безбедно? Што треба се да направиме за да бидеме апсолутно безбедни? Да, многу луѓе го поврзуваат со чамци, да не речем. Најчесто низ околниве езера кај нас често слушаме луѓе како се дават кои биле на само кајче или на некаков вид на пловен објект. За разлика од сите овие други кајак, да не го речем, пошто е доста слично со ова, самата штица не може да се наполни со вода. Таа е рамна, не може да се наполни со вода за да потоне, така да секогаш доколку сме на неа, секако доколку не се дупне во река или во нешто, мислам дека сме сигурни на неа. Секако самата даска не се користи како начин за пловење низ водата доколку не дај Боже нешто се случи, но во секој случај имаме сигурносно јаже кој е поврзано за даската, во случај да паднеме од даската, да може одма да се вратиме на неа. Не знам дали имаме годишна граница. Најмалиот учесник на главниот настан кој го организираме ние на Охридското езеро, 26 км сепак се за тој рекреативен дел, го помина 10 годишно дете. Така да веслаат кај нас, да речем, од 6-7 години, со тоа што интересот кај нив се развива како што одминуваат деновите. Кога се толку мали, повеќе сакаат да скокаат од даската, да се забавуваат, па подоцна да почнат и со самото веслање, па и надпреварување како што доаѓа време. И сакаме да набавиме даска. Што треба да знаеме? Каква даска да побараме? Ги има различни димензии, големини? Кај нас малце се тешки условите за да се најде можеби идеална даска за секој човек. Во секој случај нема килажа или годишна граница некоја што може да не лимитира, но тоа може да не лимитира кај нас, бидејќи во нашите продавници може да се најдат, да речем, даски до 70-80 кила веслачи што може да се качат на неа. Све над тоа не би било толку удобно на даската, се тресе повеќе, не е толку стабилна како што е, така да повеќето од луѓе што можеби ги гледате наоколу како паѓаат или не може да се снајдат на даска е тоа. Немаат соодветна опрема под нивните нозе и затоа и така имаат потешкоти за исправање или воопшто да се придвижат низ водата. Колку цената го диктира квалитетот од друга страна, бидејќи забележуваме и по големи маркети во странство може да се најдат многу ефтини даски. Сега тука кога ќе направиме споредба во цената е голема. Би рекол супер е за почеток, секако се почетнички даски, што пошироки ќе бидат постабилни за да може полесно да се исправиме на почетокот. Сега го се почнува првите 10 на 15 минути на колена, но ова се вика стоечко веслање како што напомена на почетокот. И у принцип треба да стоиме секој пат кога весламе. Мислам самото седење или клечење на колена и на самите нозе ќе им направат проблем, така да кога сме застанати веќе и го користиме целото тело, целата мускулатура е развиена
да не речем многу слично со пливањето. Така да, доколку имаме правата опрема, мислам дека нема да имаат и постари луѓе, а и можеби и потешки луѓе проблем со самата даска, така да се дури имаме соодветна опрема, не е никаков проблем. Кога почнува, колку трае една сезона? Нашата сезона почнува на 15 април секоја година, завршуваме 15 октомври, со тоа што првиот и последниот месец од годината сме лимитирани со тоа колку може во вода да бидеме. Сепак, како што кажав, бираме идеални услови за да бидеме во вода. Многу од нив зависи, да речам, секак отприлика април и октомври ни се врнежли, па не толку често искачаме вода, ама нема некои правила. Ланската година, кога ни да не речам оф-сезон, кога не весламе, се погоди многу сончеви денови. Така да кога се сончеви денови пак сме на вода, иако не сме на сезона, но во секој случај не трае тие летен период сезоната, каде што овој период од годината го користиме за набавување нова опрема, организација околу самиот настан, бидејќи сепак е оваа година имаме 15 земји учесници кои доаѓаат на самиот настан, иако е 6 месеци пред самиот настан. И многу често кога се бара одредена дестинација, оние кои што патуваат ги бараат сите услови за совршен летен одмор. Дали е тоа планинарење, дали е тоа пливање, дали е тоа стоечко веслање на даска. И сега може ли целата оваа приказна да се направи, да се инкорпорира во туристичката приказна македонска која што има? Целосно може, бидејќи конкретно јас со сопругата Ирина, од кога почнавме пред 10 години, нема место на планетава каде што не сме биле, а да има вода. Така да сегде патуваме со даските, се пакуваат во ранец, конкретно овие што ни се медување, дури пакуваме 2 даски во еден ранец, во другиот се пакуваме ние заедно за самиот одмор, така да баш така правиме. Бараме места каде што може да весламе заедно со локалните клубови каде што и патуваме, но во секој случај не само можеби екзотичните земји, туку повеќе и овие европски каде што се весла по канали, по самите реки. Така да и тоа се голем број на активности што ги прават во Европа, што се весла некои до работа, така да многу почесто се користи. Секако и за туристички овие што се по екзотични земји, измислени се зова. И сега ова е аматирскиот дел, ајде малку да се фокусираме на професионалниот, во кој што вие сте инволвиран изминативе години. Учествувате и на надпревари. Можете ли како професионалци да се носите рамо до рамо со странците? Учествувате на надпревари? Учествуваме прв пат, ланската година бев единствен представник на Македонија на Европското првенство и баш тама можеш да ги видиш најголемата фела, да не речам, од нашиот спорт и не би рекол дека може да се бориме со нив, но секако се движиме натаму. 10 години работа наспрема нивните 20-30 години претходни, мислам дека попалека ги стигаме, така да, може професионално да се бави со ова. Како што кажав, странци многу ни љубоморат на ова што го имаме во Македонија, 20 езера што се над километар кај што најчесто весламе, мислам ги воодушевува сите, барем нашто не следат по социјалните медиуми. И мислам дека се чудо невидени од тоа како може во една толку мала земја да има толку убави места. Така да верувам дека попалека ќе ги стигнеме, како и да е. 2024 ја одбележа најмасовниот настан кој што практично го организиравте, повеќе од 100 учесници од 14 земји беа дел од надпреварот кој што се одржа во Охрид и сега тоа беше супер и за професионалците кои што беа дел од надпреварот, но беше одлично и за нас кои што сакаме да правиме фотографии на социјалните мрежи, апсолутна атракција бев. Да, искрено кога почнавме првата година, првото издание, сега 2025 ни е пето издание јубилејно оваа година. Прв пат кога почнавме бевме 19 луѓе во вода. И истото си го помислиле, дека не видат 19 луѓе отеднаш ќе се запрашаат што е спортов, ќе го направиме малце поатрактивен, но веруете лани кога беа 100 луѓе, над 100 луѓе во вода, пошто се во различни категории, па не можеби сите ги видовте отеднаш. Тркачите, за разлика од овие авантуристи или рекреативци, имаат многу пократко време за преминување. Иако се 23 км, не го поминуваат за 2,5 часа, што се за многу побрзи од некои бродови што не можат да ги следат. Така да, за разлика од професионалниот дел, овој рекреативен што и ние најмногу го туркаме во Македонија, за да ги запознаеме што повеќе нашите луѓе со овој спорт, бидејќи пак, иако има голем пораст, многу од нив го користат рекреативно за заедисонце да отидат да се изолираат малце сами, да не бидат угужвата на плажа или со детето да поскокаат малце даска. Ама го правиме настанов за да анимираме што повеќе луѓе од кај нас, да не се приклучат на самиот настан, иако е 26 км преминувањето, го правиме со 8 паузи, каде што се бањаат, буквално се некој начин рефрешмент прават со тоа што ќе се напијат нешто или ќе јадат за да може да продолжиме, тоест да се регрупираме сите за да продолжиме до следната точка, така да тие 8 точки на застанување
настанување се на најубавите места на Охридското езеро. Буквално мислам дека сите се дојдени за тој вид на уживање, за разлика од тркачи што со главата доле, мислам само да стигнеме у Охрид како побрз. Но во секој случај, две различни групи. Со тоа што оваа година организираме и техничка трка, што од тркачкиот аспект е малце по-интересно, но во секој случај за рекреативни веслачи што не се толку запознаени, а не сакаат толку долга стаза. Техничката трка ние хотел Бисер во Калишта конкретно го организираме и е на една локација, не е како овде од Цветинаум до Охрид да се весла, туку на самата плажа на хотел Бисер се врти околу пловки и се завршува на истата локација, отприлика 500 до 600 метра е самата трка, така да повеќе се запознаат со овој технички дел, што е и најатрактивен за гледање во споредба со ова long distance, каде што само поминуваат покрај вас. И сега некои кога не слушаат велат па дички рано е јануари, се уште зошто разговарате, но за да се организира еден ваков настан безпрекорно, бара време за организација од сите аспекти. Да, мислам конкретно е поддршката што ја добиваме од околу многу тешко да се собере, посебно кај нас, така да повеќето од странскиве фирми не поддржуваат за разлика од македонски, секако институции тука не се уклучени, да не речам, во нашиот настан, така да приватен настан е, пробуваме максимално да го промовираме преку целата година и ни заврши на нова година рана котизација, отвараме секоја година во септември регистрација за да можат, да не речам, странциве да се букираат по ефтини смештаи, по ефтини летови, за да може да ни се приклучат, бидејќи многу ќе речат ќе дојдат Франција, има директен лет од Париз, но не се сите од Париз, не се сите од Лондон или од Стокхолм, така да многу е тешко да организираш посебно еве. Имаме 6 месеци за самиот настан, веќе го имаме надминато бројот на зими учесници од минатата година, иако лани беа 14, сега имаме 15, а има уште 6 месеци. Тоест веќе е 16, ни се пријави од Кипар на цела екипа. Така да имаме доста за работа во текот на годината, така да овој оф-сизон го користиме баш за тоа. Припрема убава за да можат сите спокојно и убаво да си поминат на тој ден. Ќе ве следиме, создавате многу убава туристичка приказна, што многу ми е драго, правите промени и јас се надевам дека ќе биде двојно поголем бројот на учесници оваа година, ако ништо друго, иако сум сигурна дека ќе има многу повеќе, но ќе следиме и информираме како одат подготовките. Благодарам. Да, веќе имаме неколку најави на имаме двајца светски прваци што не се имаат пријавено, еден европски, доста национални шампиони, така да ќе биде голема трка оваа година. Благодарам многу за гостувањето наутро. Доколку размислувавте со каков спорт да се ангажирате оваа сезона, се надевам дадовме идеја.